Второто пролетно или редовно 17-то коло го одбележа комшиското дерби на истокот на преварот Кит-Го Пехчево и Каменица Саса. На преварот се играше во Пехчево, градче на самиот исток на Македонија, окружено со пасишта, шуми, обработливо и необработливо земјиште. До неодамна Пехчево воглавно беше познато по зимскиот туризам, со гости претежно од источниот дел на Македонија. Со изградбата на хотелот Гогов, Пехчево добија една нова физиономија, едно ново свечено руво, кој го надополнуваат уште неколку атрактивни знаменитости и туристички локали. Сезоната на туризам сега во Пехчево се одвива во текот на целата календарска година, со посета на гости од цела Македонија, а добриот глас и исклучителната љубезност доеди до повеќето странски гости кои понатаму ја прераскажуваат успешната приказна за хотелот Гогов и за Пехчево. Се почесто овде навраќаат и реномирани спортски екипи на подготовки, бидејќи овде ги имаат сите неопходни услови и спортски реквизити од стадион до трим патеки и вежбални. Се наоѓаме во прекрасниот амбиент на хотелот Гогов во Пехчево. До мене е менаџерот на хотелот Антонио Анаудовски. Добар ден, добродојдовте во оваа репортажа на Ирис телевизија. За нашите гледачи ќе молам накратко да ни кажете за историјата на хотелот, кои можности ги нуди, бидејќи знаеме дека Пехчево ги започнува оние почетоци на оној планински туризам и рекреативен би се рекло. Така, и на вас ви посакувам добре дојдовте во Пехчево. Хотел Гогов, како што кажавте, се наоѓа во Пехчево на 1000 метри надморска височина. Започна со работа од јули 2016 година и хотелот располага со 21 соба, од кои стандардни соби има, супериори, апартмани. Располагаме со спа центар, сауна, џакузи, парна бања, нудиме конференциски туризам. Најголема посетеност на хотелот имаме од македонски туристи, но веднаш зад македонските туристи се и странците, и тоа гостите од Бугарија, секако Бугарија е веднаш до Пехчево. Значи, посетеноста на хотелот е рамномерна во текот на целата година, од, како што кажа, фланската година, кога започнавме со работа во јули, па до денес имаме рамномерна посетеност и, како што спомнав, со гости од Македонија и со гости од странство. На неколку пати имаме веќе гости кои идат по неколку пати, престојуваат по неколку денови и секако тоа задоволство го пренесуваат и на нивните пријатели, па така се шири приказката за хотел Гогов. За сега знам дека еве од спортскиот аспект тука престојуваат екипите на Кит-Го Пехчево и на Брегалница. Какви се условите за спортскиот туризам? Дали имате најава од некои поголеми екипи од Македонија за да ги обавуваат подготовките овде? Во неколку наврати тука престојуваат, како што кажавте, фудбалерите на Кит-Го, но најна почетокот, на кога хотелот беше отворен, престојуваа и фудбалерите од Брегалница. Оваа надморска височина е идеална за спортски туризам и имаме некои најави, но допрва ќе видиме за некои поголеми фудбалски екипи кои сакаме да ги донесеме тука да престојуваат во хотел Гогов. Кога имате стадионот, дали имате некои помошни патеки или слици? Одбележени патеки имаме во различна километража. По овој планински крај има многу патеки кои и туристите ги употребуваат, ги користат, кои и секако може и фудбалерите да ги користат за одржавање на нивната кондиција. Секако гостите ги интересира, бидејќи овој хотел од оној гастрономски дел. Какво е менито на хотелот Гогов? Менито на хотелот се трудиме да биде и интернационално и традиционално македонско. Имаме разни специјалитети, почнувајќи од баници, од зелници, од некои домашни готвени јадења, па се до рамстеци, до бифтеци и тие интернационалните јадења, болонјезе и разни други подготвени јадења. Јас ви благодарам, посакувам успешна сезона, бидејќи сме на почеток дека март месец започнуваат еве 8 мартовските свечености. Дали и во тој смисол имате некои најави? За 8 март веќе сме целосно исполнети. Така да сега допрва ќе почнеме да размислуваме за Великден. А инаку 8 март целиот капацитет на хотелот ни е веќе резервиран. Стадионот во Пехчево е релативно нов, со стандардни димензии, со облекувална, изворена тревната подлога и со изградена трибина која уште повеќе ќе се надградува. Во досегашните изминати 16 кола
Екипата на Каменица Саса е со уцинок од 11 победи, 1 нерешен резултат и 3 порази, или со вкупно бодовно салдо од 34 бодови, се наоѓа на третото место на табелата. Екипата на домакинот КИД ГО Пехчево досега оствари 8 победи, 1 нерешен резултат и 6 порази и со залех од 25 бодови се наоѓа на 6-то место на третолигашката табела. За денешниот надпревар, тренерите на двете екипи се решија за следните состави. За гостите, екипата на Каменица Саса, тренерот Тони Атанасовски се реши за следните 11 мина. Атанасовски, Павло, Христов, Гоцевски, Златковски, Велиновски, Цветковски, Атанасовски Ангел, Мановски, Атанасовски Гоце и Атанасов. Капитен на екипата е Сашо Велиновски со број 10. На клупата за резервни фудбалери се Стојковски Јанев, Атанасовски Александар, Атанасовски Бојан, Рунтевски Глигоров и Миленковски. Тренерот на КИД ГО Пехчево Трајче Сенев се реши за следните 11 мина. Јамаковски, Колев, Синев, Алексовски, Симевски, Ташков, Мишев, Тонев, Тиквешанац, Димовски и Стојанов. Капитен на екипата Никола Тонев со број 15. На клупата за резервни фудбалери се Богдановски, Ингилизов, Зафиров, Стојанов и Жежов. Главен судија на денешниот надпревар е Васко Мавро, прв помошник е Ѓорги Станковски, втор помошник Кир Ангеловски и Сашко Ристов, како четврти судија Сител Струмица. Контролор на денешниот надпревар е Ванчо Коцев од Штип, а делегат Ангелче Ѓошев од Виница. Интересот за фудбалот на истокот е се поголем. Новиот квалитет на екипите и некои подобрени спортски услови носат и се поголем број навивачи. На стадионот во Пехчево дојде во голем број домашни симпатизери, а ги имаше и од македонска Каменица. Квалитетот на двете екипи заслужува внимание. На теренот се две екипи кои со својата спортска опрема докажуваат дека некој води грижа за нив и им овозможува пристојни услови. Прва шанса на теренот има екипата на КИД ГО Пехчево. Долга акција која ја започува Тонев, продолжува до Ташков, а овој ја додава топката до Синев, Димовски и Текашанац кој враќа до Димовски. Следи центаршут по кој одбраната на гостите исфрла до Мишев, но пред него голманот Атанасовски храбро интервенира и брани. Абе, трчи да на топ. Чекаш да там. Ташков е во посадна топката, додава до Мишев, кој продолжува до Симески, следи удар од близу, но над голот. Нова акција започува Лексовски преку Димовски, а овој продолжува за Ташков, следи додавање кон Симевски, кој повторно шутира и над голот на гостите. Во 60-та минута корнер за КИД ГО Пехчево. Димовски упатува цртачот со глава бие Тонев, но одбраната на гостите за миг расчистува. Сето тоа го следи Синев, кој шутира по средината на голот, каде што внимателен е голманот Атанасовски. Во 26-та минута акција на Мартин Димовски, кој одлично го пронаѓа Симевски, веднаш шутира, но Гоцевски блокира и исфала топката во корнер. Во 31-та минута дошло да е слободен удар за Каменица Саса. Велиновски е крај топката, центрира на првата статива, највисок во скокот е Христов, шутира со глава и кога сите ја видат топката во голот, голманот Тамер Јамаковски со прекрасна парада исфали топката во корнер, спасувајќи чист гол. Во 37-та минута се докажува дека во фудбалот кога не се користи ваква идеална шанса, непишано правило е дека ја стигнува казна. Така беше и овој пат. Се игра 37 минута, Мартин Димовски одзеде една топка пред својот казен простор. Краток поглед кон соиграчите и со милиметарска прецизност упатува долга топка кон осамениот во нападот Симевски. Младиот играч на КИД ГО Пехчево е побрзо својот чувар Мановски. Забележува и дека голманот Атанасовски истрчен
и со прекрасен лоп удар ја тресе мрежата на гостите. Водство на Кит Го Пехчево ТДС спрема 0, за голема радост и на играчите на теренот и за гледачите на трибините. Во 42-та минута, во самиот финиш на првото полувреме, ја бележиме акцијата која ја започна Ташков преку Димовски до Тонев, кој префрла за Стојанов. Следи вистински слалом по десната страна и кога влезе во ситуација да шутира кон голот, Мановски ја исфрла топката во корнер. Корнер го изведе Димовски, лоша интервенција на голманот Атанасовски, која испушта топката и на неа налета Тонев, шутира со глава, но Атанасовски исправа својата грешка и брани. Крај на првото полувреме за водство на домаќинот екипата на Кит Го Пехчево од 1 спрема 0. Второто полувреме започна со атак на гостите кон голот на Јамаковски. Во 47-та минута Глигоровски упати центаршот од десно кон казнетиот простор на домакините. Скок на Златковски на когашто играч на Штипска брегалница, но неговиот шут со глава заврши над голот. Следува акција по која Ташков пресече една акција на домакините на средината на теренот, додаде до Алексовски, кој иако во пат сепак топката ја упати кон Симевски, кој оддалеку веднаш шутира силно, но над голот. Во 67-та минута сомнителна ситуација по акцијата на Мишев, кој убаво го пронеде Алексовски. Имаше контакт со Атанасовски, Алексовски падна во казнетиот простор, бараше пенал, но судијата Мавров само обмавна со раците. Сомнителна ситуација имаше и во 67-та минута. По слободниот удар на Алексовски следуваше висок скок на Синев, кој ја префрла топката до Тонев. Овој ја сместува во мреже. Голот е поништен наводно поради фаул на Синев. Во 70-та минута Зафиров изведе брза акција по десната страна и по која изведи корнер. По изведениот корнер топката ја зафати Тонев, но за миг расчисти Мановски. Топката дојде до Синев, следи шут, но над голот. Во 75-та минута гостите во брз напад по десната страна, по која Мановски центрира, а Стојанов исфрли во корнер. По изведениот корнер интервенира голманот Тамер Јамаковски во акција во која се судри со Синев и Мановски и остана да лежи. Заработи повреда на рамото и по лекарската интервенција не сакаше да излезе и остана на голот на домакините до крај. И добро е што остана, бидејќи Јамаковски и Тонев беа вистинските јунаци кои ги спасија 3 бода на Кит Го Пехчево. Кога се игра последните секунди на дополнението, гостите ја имаа наизредната шанса. Следуваше долга топка од Мановски кон голата домашните. Синев ја врати кон голманот Јамаковски, но пред него ја подкачи Златковски и го смени правецот. Јамаковски сепак успеа да ја докачи топката, да го смени правецот, која дојде овој пат до Гоцевски. Следуваше удар кон празниот гол, но повторно блокира Јамаковски и Синев, пошто топката дојде до Златковски. Веднаш бие кон празниот гол. Но како од земја да изникне Тонев и од самата гол линија ја исфрла топката кон слободниот Зафиров, со што се остани неголемата опасност. Тоа беше крај на надеждите на гостите, пошто судијата Мавров освири крај на надпреварот. Мора да се истакне дека беа доделени вкупно 7 жолти картони, 5 за домашните и 2 за гостите. Дарко Алексовски заработи 2 жолти картони автоматски, црвен и 10 минути пред крајот на мечот мораше предвреме да оди во собликувалната. Интересен и возбудлив надпревар, по кој уште еднаш се покажа и докажа дека на истокот се игра брз, динамичен и допадлив фудбал со атрактивни акции и прекрасни голови. Тоне Анастасовски, тренер на екипата на Каменица Саса. Зборот вас за денешниот надпревар би рекол фајтерски надпревар на две екипи, доста добро подготвени, меѓутоа еве за еден гол беше подобра домашната екипа Кит Го Пехчево. Као прво сакам да честитам на победата на Пехчево. Мислам дека резултатот можеше да биде и нерешен.
Задоволни сме од играта и посакувам на Кит го Пехчево уште поголеми успеси. Да. Почеток е на првенството, 6 екипи се издвоја. Ваш коментар за расплетот, како ќе се одвива ситуацијата? Значи за расплетот не мога да кажам, само сакам да кажам дека ние до последно коло ќе се бориме да стигнеме до првите 3 места што водат во втората лига Исток. Нема да се откажуваме, нема да ги потценуваме сите екипи, ќе се бориме до максимум, сакаме да бидеме меѓу првите 3 екипи што водат во втора лига. Првите 2 кола сведочат дека во третата лига група Исток се игра одличен фудбал. За условите, дали конечно дојде некои подобри времења за фудбалот овде на добриот Стари Исток? За условите се подобруваат од година на година. Вие како што знаете дека во Источна Македонија имаше фудбалски центри како што беа Каменица, Кочани, Штип, Берово, Пехчево исто имаше бивши второлигаши, бивши у Македонска лига исто добри екипи имаше. Мислам дека условите од година на година се подобруваат. Со тоа сакам да кажам и дека и ние со правењето на новите пресобликувални ствараме услови, го заинтересируваме повеќе градот да финансира клубот и мислам дека од година на година ќе биде подобро. Источни регион треба да заживее уште повеќе. Покрај оние играчи од домашен карактер, гледам дека во повеќе екипи се враќаат и ветерани, некои кои што игра во поголеми реномирани екипи. Па видите, ние сме мало место, ние со само играчи од Македонска Каменица не можеме да опстанеме. Затоа правиме напори да докараме да дотераме квалитетни играчи, од старите играчи, бившите играчи ги враќаме полека во сопствените клубове и мислам дека само со домашни играчи не може да опстане. Имаме сведоци и у Скопски Вардар и у Брегалница Штип, гледаме дека големите клуби не може да опстанат само со домашни играчи, али се гледаме да дотераме квалитетни играчи, добри играчи. Јас се благодарам и посакувам успешна сезона на вас. Интересно во Пехчево од секогаш имало штипјани, фудбалери кои својата кариера ја продолжувале овде и тука останале. Може би првот кој многу допринесе до успесите на некогашниот напредок од Пехчево беше Нацо Кишишев, кој сега е покоен, но овде дел од екипата на Кит го Пехчево го пронајдовме и уште едниот штипјанец. На екипата на Кит го Пехчево и Донче Лазаров, некогашен играч на Брегалница, и еве накратко да се запознаеме со кариерата. Кој беше период кога играше за Брегалница и кои играчи беа со тебе во генерацијата? Па во генерацијата бевме Евтимов Драги, Васил Кочев, од пионери ни беше, од пионерска школа ни беше тренер Пандев, Воло Пандев, па у подмладоко после ни беше Чишков тренер и после од подмладоко уидеме у првиот тим и 2 сезони беше у Брегалница до 77 година, од 77 година сум во Пехчево. Како млад првотимец, кој бе од повозрастните играчи на Брегалница со кој играше, рече 2 сезони? Па тие се Арсов, Штериев, Божинов, Икономов, Гуњата и други. Брегалница, каде се надпреваруваше, дали беше во Македонска лига? Брегалница беше во втора лига тогаш. Значи имаше една силна конкуренција. Да. Твои впечатоци за тие времиња? Па за тие времиња не се заборавни, тоа е времето поминало, али беше сепак добро, тогаш беше многу подобро него сега, што и сега е добро, ама Сега да се навратиме, значи кратка кариера во Брегалница, меѓутоа со оние звездини моменти. Како дојде до тоа еве Лазаров да дојде во напредок Пехчево тогаш беше? Со Пилешков покојни, со него он ме доведе тука. Тоа таткото на фудбалерот. Таткото на фудбалерот Ванчо Пилешков и дојде тука, запосли се некако стандови и така тука имаме тога и добра екипа напредок и останаа тука. И тука сум сега и така. Имаше ли други штипјани со тебе? Знам дека некој период беше Нацо Кишишев. Беше покоен Нацо Кишишов, Росото беше, Спасов Дани игра 2 сезони и така. Тие беа од Штип. Имам и од страна, од Скопје Миловановиќ беше тука, па и од Делчево, Милканата, Лупчево, Милканата и да не ги набрувам. Имаме важно добра екипа тога него. Доаѓаше често во Штип? Па доваѓам по месецо, по 2 месеца, по 1 месец доваѓам. Значи старите корени не се забораваат. Да, не се заборава, така е. Што ќе пораташ на штипјани? Па јас сум завес река и поздрав многу. Реков се, си дел од раководството тука, која функција имаш во Кит го Пехчево? Па нешто помагам, нешто тука како економ сум и така.
Првите резултати велат дека Кит го Пехчево е една солидна, би рекол прекрасна екипа со одлично раководство кој ги нуди сите можни услови. Има сите услови, мислам дека треба да влегнеме во втора лига, да влегнеме таа година. Па сега ќе видиме. Денеска е надпревар со комшиско дерби со Каменица САС. Да. Па очекуваме победа, друго нема што, само победа. Еве ги комплетните резултати од ова 17-то коло. Мале Слога 1934 1:1. Кит го Пехчево Каменица САСа 1:0. Василево Плачковица 1:3. Рудар 1947 Беласица 0:6. Бергалница Голак, Работик Џумалија 2:0 и Осогово Тиверија 5:0. Слободни во ова коло беа екипите на Напредок Здраве Радово и на Овчеполе. Табела, Беласица е прва со 45 бодови, втора е Плачковица со 39, трето место Каменица САСа 34, четврто место Осогово 33, петто место Овчеполе 31, на шестото место Кит го Пехчево има 28, седмо место Напредок Здраве Радово 21, исто толку на осмото место има и Бергалница Голак. Девето место Работик Џумалија со 17, исто толку, но посебна гол разлика на 10-тото место Тиверија. 11-то место Мале 16 бодови, 12-то место Василево 15, 13-то место Слога 1934 со 11 и на 14-тото последно место екипата на Рудар 1947 со 10 освоени бодови. Во следното 18-то коло екипата на Кит го Пехчево ќе гостува на екипата на Плачковица во Радовиш.